Почитувани македонци, вечерва беше нападнат и кукавички каменуван централниот штаб на ВМРО ДПМН. Нападот на ВМРО ДПМН е акт на насилство и вандализам, но и напад на сите оние кои ги штитат македонските национални интереси. Индициите за ова говорат дека одговорноста за ваквиот напад се структури блиски до власта, по принципот на шарената револуција. На што го темелиме ваквото убедување? Веќе подолг период ВМРО ДПМН предупредува дека власта предводена од Зоран Заев готви насилно сценарио спроведувано од своји инсталации и полициски структури, чија цел е да го втурне ВМРО ДПМН во насилство, како би можело полесно да се делегитимира нашата борба против капитулацијата на Зоран Заев во договорот со името. Власта преку овие и слични провидни провокации подсакуваат нов 27 април, каде Зоран Заев би се прикажал за жртва, а ВМРО ДПМН би била оцрнета. Првиот таков неуспешен пример беа насилните протести пред собранието, каде за жал колатерална штета беа недолжни граѓани, жени и деца. Тоа е целта и на вечерашниот напад, за кој многу веројатно дека ќе сака да се прикаже како наводно незадоволство на незадоволниците од ВМРО ДПМН, а впрочем вистинската одговорност лежи во оние кои имаат власта. ВМРО ДПМН има прецизни информации за оперативци од полициските структури кои финансираат и подбуцнуваат насилство кое треба да се насочи кон ВМРО ДПМН. Во ова се вклучени и лица од раководството на СДСМ. Впрочем, на сето ова претходела една средба во една од скопските кафулиња, каде лица од СДСМ биле во друштво со лица со дебело полициско досие, при што биле стимулирани да предизвикаат насилство. Ова е вистинското диктаторско лице на Зоран Заев. Во негови раце и полицијата, и судството, и сите механизми да го спречи сето ова и да ги открие сторителите. Ова е сериозен удар на демократијата. Ова е сериозен удар на демократските процеси, каде главната опозицијска партија е под напад. Овој начин на функционирање е предпознатлив само во афричките диктатури. Ова е сериозен доказ дека власта ја губи контролата. Очекуваме жестока реакција и од меѓународната заедница, која на дело може да види како функционира картелот на власт. Сега ќе се обратам до оние кои јалово се надеваат дека ќе не втурнат во сценарио од кое што бенефит би имале само оние кои распродаваат државата на економски и политички план. Ние сме ВМРО и треба да знаат дека ВМРО ДПМН нема да се поколеба нити милиметар во своите ставови во однос на договорот за името. Овој чин не прави поупорни и похрабри. Поупорни и похрабри да истраеме во нашето право да се спротиставиме со сите демократски средства на овој договор. Повикуваме сите членови да се воздржат од било какви провокации од страна на власта. Ваквите сценарија се најдобар показател дека Зоран Заев ја губи контролата и поддршката од граѓаните. Ќе истраеме затоа што имаме план. Очекуваме соодветна реакција од надлежните органи и предупредуваме дека како партија која го има најголемото членство, во иднина ќе бидеме приморани да се самоорганизираме со цел да обезбедиме минимум безбедност. И тоа е наше право. Ве уверувам дека брзо ќе дојде денот кога одговорноста за ова и за многу други работи за пустошот на Република Македонија ќе биде поставена пред законите и правната држава. Ако некој се сомневаше, сега веќе мора да биде сигурен дека Зоран Заев ќе падне и ќе одговара, а Македонија ќе победи. Благодарам.